Основните и средните училишта во општина Кочани до крајот на минатата година натрупаа вкупни долгови од близу 750.000 евра. Најголем дел од нив се за бесплатниот превоз на учениците, што и покрај минатогодишната одлука на Советот да се пренаменат пари од други ставки во буџетот, немаа голем ефект во покривањето на трошоците. На последната седница, советниците од опозицијата констатираа дека централната власт, односно ресорното министерство, не обезбедува доволно пари со блок дотациите за училиштата, па тие влегуваат во магепсан круг на задолженост, што на крајот ќе има сериозни последици во работењето на локалната самоуправа. Лично сметам дека работата е многу сериозна поради тоа што дел од овие долгови веќе се поодминати и се поблиску до тужба од страна на доверителот кој што ја има извршено услугата, и тоа значи дека секој ден се поблиску општина Кочани може да биде блокирана од страна на доверителот доколку биде понесено наплатата на овие побарувања кои што ги има од овие институции. Долживме 750.000 евра, 200 и нешто илјади евра се раздолживме, ама пак се задолживме за толку. Значи долговите се екстремно големи и ја мислам дека со овие сили што ги има општината, додавајќи ги другите скоро 3 милиони евра кредити долгови, дека нема да може да се раздолжиме и неминовно ќе биде да бидат блокирани сметките еден ден. Тоа веројатно ќе биде кога ќе дојде до смена на избор на нов градоначалник на општина Кочани, така да наредниот нека се подзамисли малку што го чека кога ќе седне во фотелјата на градоначалникот. Општината правеше обиди за намалување на долговите. Меѓутоа, реално, како што рече и колегата Сашко, тука не можеше да се намали долгот, затоа што актуелните побарувања на училиштата беа тие и 1 милион денари што ги одвоивме од буџетот на општина Кочани, всушност беше за тековната година, а долгот остана исти. Значи, состојбата општината не може да ја реши. Дискусиите дополнително се вжештија по реакцијата на советникот Трајанов, кој за долговите на училиштата побара одговор од градоначалникот Димитровски. Бидејќи некога лани дебатиравме, абсолвиравме дека долговите не настануваат само од наметната одлука на владата на Република Македонија за плаќање на превозот на учениците, туку настануваат и по многу други основи. Од тие аргументи, јас како обичен граѓанин се запрашувам дали училиштата не да може се претворија во пералница за пари, или пак неспособниот градоначалник поставува за менаџери на училиштата уште понеспособни директори и тоа е главната причина, или недоволниот авторитет што го има како градоначалник во очите на централната власт не може да издействува пари за да ги покрие долговите на училиштата и општина Кочани ќе остави во енормно големи долгови. Градоначалникот не ги коментираше ваквите наводи на Трајанов, но одговор дојде од директорката на основното училиште Раде Кратовче. Добри се критиките, меѓутоа треба да има и позитивни критики. Тоа е мотивација на сите повеќе да работиме. Исто и како негативната критика. И сега, се е некој крив, градоначалникот крив, јас како менаџер крив, мандат за мандатот ми било, не, може и нареден мандат ќе бидам директор, а може и наредните избори ќе биде градоначалникот, пак градоначалник. Значи, кратете од елементарни работи за да си покриете другите долгови. Тоа е уште еден доказ дека овие извештаи што ни ги давате не се реални. И дека сум бил и порано во право кога реков дури дека ни Виенската филхармонија не може да наштима толку добро како што можат книговодителите. По овие дискусии, директорите на образовните установи дадоа објаснувања за долговите што се назначени во завршните сметки на училиштата, при што се констатираше дека најголеми непокриени трошоци има токму за превозот на учениците. Затоа, советникот Ѓорги Алексов предложи општинската администрација да побара од Министерството за образование и од Министерството за финансии да направат нов начин на распределба на средствата за основното и средното образование. Ваквиот предлог беше прифатен од сите советници, па на крајот од расправата и годишните извештаи за финансиското работење на училиштата беа едногласно усвоени.